Од искуство знаеме дека вистинскиот впечаток доаѓа со задоцнување, заради што засега ќе се воздржиме од коментари. Фокус е најважен модел на марката и во сите своји генерации досега се има продадено во 16 милиони примероци. Затоа и во Ford се решија дизајнот на долго очекуваниот компакт да биде еволутивен. Со своите меки линии делува складно и истовремено елегантно и динамично. Поставен е на потполно нова платформа, конструирана за што подобра безбедност. Габаритите се задржани, а во пространата внатрешност царуваат најдобрите материјали во класата. Доминира екранот чувствителен на допир со кој може да се командува и со гестикулации. Во прелиминарните спецификации се наведени точно 23 безбедносни асистенти. Посебно се издвојуваат софистицираниот Ford Co-Pilot 360 систем со второ ниво на автономно возење. Адаптибилниот темпомат може целосно да го запре возилото во градските гужви и после тоа сам да тргне. Не недостасуваат ниту трендовските додатоци, како што се Wi-Fi конективноста, бежичното полнење на мобилен телефон и слично. Богатата моторна понуда ја сочинуваат по два бензински и дизел агрегати во повеќе верзии. Најмногу се очекува од еднолитарскиот EcoBoost мотор кој ќе биде достапен со 85, 100 и 125 конски сили. И посилниот 1,5 литарски бензинец има 3 цилиндри и ќе располага со 150 и 182 коњи. Дизелите се од 1,5 и 2 литри со 95, 120 и 150 конски сили. Шестстепената трансмисија е стандард, а посилните агрегати ќе може да се спарат и со новата 8-степена автоматска трансмисија. Со него се ракува со вртење на големото копче сместено таму каде обично е рачката на менувачот. Ford Focus ќе се нуди во 3 каросериски изведби со 6 нивоа на опременост. Нова е трендовската кросовер варијанта со ознаката Active. Се карактеризира со погруб изглед и малку подигната каросерија со теренски засилувања. Новиот Focus дефинитивно ќе ги измеша картите во компактната класа. Во Ford добро се подготвија и очекуваат овој иновативен, динамичен и возбудлив модел да стане нова звезда во своето пазарно опкружување. За Европа ќе се произведува во погоните во Саар-Луис во Германија, каде се вложени дури 600 милиони евра. Продажбата ќе му започне во септември по цени кои ќе стартуваат од околу 18.000 евра. ST и RS верзиите треба да се очекуваат во 2019 или 2020 година.